На кого му требаше ГМО аферата со кочанскиот ориз пред стартот на жетвата, ако како што се размотува клопчето испаѓа дека прашината се кренала само за да ја однесе ветрот. Се повеќе станува јасно дека од некакво крупно откритие нема ништо, бидејќи работите се повеќе се релативизираат и се поврзуваат со скорешното донесување на законските измени во оваа сфера, кои ќе дозволуваат ГМО ориз до 0,9% како што е случајот со европските земји. Тоа што е симптоматично во целата излишна афера е несоопштувањето на фирмите кај која е пронајден ГМО оризот, иако представници на политичките партии на локално ниво посочуваа на блискост на истите на едната или другата страна. Таквата ситуација остава простор јавноста да шпекулира кој е увозникот и каде се завршил спорниот ориз. И уште повеќе дека неговото ширење не може да се спречи, бидејќи е навлезен кај индивидуалните земјоделци. Сега кога измените на регулативите треба да го регализираат присуството на ГМО до 0,9%, кое воопшто нема да се декларира како незначително, а ќе стапат во сила за десетина дена, фирмите кај кој е откриен таков ориз ќе здивнат, бидејќи аферично најавеното откритие ќе се распрсне како меор од сепуница. Или како што вели народот, се тресеше гората, се роди глушец. Тоа што засега не го кажуваат инспекцијските наоди е дали ГМО оризот во кочанските магацини и полиња е внесен оваа година, дали минатата или пак пред повеќе години, односно дали досега се вршени такви анализи.